Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Ќе направиме онака како што ветивме, ќе ве водиме во една сосема нова и многу интересна авантура на едно многу убаво место. Дали, дечки, некој од вас бил веќе овде кај што ќе одиме денеска? Некои биле, некои не биле, значи најчесто дечињата задолжително сега претпоставувам веќе и од основните училишта доаѓаат да ја посетат оваа институција. Почитувани гледачи, ова што денеска ќе го видиме е еден специјален музеј, еден и единствен од ваков вид, станува збор за музеот на македонската борба. Внатре има толку убави нешта во кои што верувам дека ќе се изнауживате, така да доколку се подготвени, доаѓајте со нас. Вие дечки спремни? Да! Одиме да направиме луда и незаборавна емисија? Да! Ајде, тргнуваме, а вие доаѓате, драги гледачи, по нас. 3, 4, је! Полетуваме! Ајде! Како што веќе кажав во најавата, почитувани гледачи, денеска сме специјални ексклузивни гости во Музеот на македонската борба. А денеска ќе имаме можност да разговараме за почеток со Ана Вишинова, која работи како историчар во овој прекрасен музеј. Ана, добро ни дојде во Супер Звезда. Добро ве најдов, а и вие добро дојдовте во Музеот на македонската борба. Благодариме многу, Ана, како сте? Добро сме. Со вакво младо друштво и звездичките од Супер Звезда се сеќам одлично. Многу ми е драго што денеска ќе имаме можност овдека со вас да поразговараме и да научиме некои интересни работи, но воедно да ги едуцираме и нашите гледачи пред малите екрани да научат нешто повеќе за овој прекрасен музеј. Сакам да ги прашам дечињата, дечки, како се чувствувате тука? Воодушевува ли музеот веќе кога ќе влезете внатре? Нели е многу убав и прекрасен, да? Имате ли некои прашања кои што би сакале на Ана да ги поставите? Ајде видам кој прв сака да постави прашање. Ајде, Злато, ти, повели, кажи ми кој е твоето прашање. Здраво, јас сум Мила и моето прашање е од кога постои Музеот на македонската борба? Мила, супер. Ана, ќе ни кажете ли од кога постои Музеот на македонската борба? Добро прашање. Музеот на македонската борба постои од 8 септември 2011 година, тогаш е свечено отворен. Значи, кога македонскиот народ прославуваше 20 години од независноста, и тоа е фактички денот на почетокот на работата на музеот. Да благодарам, одиме понатаму да видиме кој ќе ни постави второ прашање. Повели, Злато. Моето име е Ања и прашањето е зошто беше неопходно да се создаде овој музеј? Ајде да видиме. Ана, беше ли неопходно да се направи ваков музеј? Овој музеј е богатство за македонскиот народ. Значи, овој музеј пред се наменет да се сочува традицијата, да се дознае за делата на нашите предци, за нашата татковина, како и нормално да се развие чувството, љубовта кон нашата татковина. Порано немавме вакви музеи. Имавме порано не вакви музеи, историски музеи има. Меѓутоа, од овој тип на овој музеј, каде што како едно филмско доживување, во едно хронолошко патување, ќе можете да видите, да ги почистувате борбата на македонскиот народ за својата слобода низ различни историски епохи. Прекрасно. Ајде да видам, продолжуваме понатаму. Следно прашање. Ајде еве поред ќе одиме, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Методи и моето прашање е зошто порано немале вакви музеи? Така, зошто порано сме немале вакви музеи? Имавме историски музеи порано, меѓутоа сега беа создадени услови да се изгради еден ваков прекрасен музеј. Значи претходниот период и кога нели свечено беше, како што реков, отворен 2011 година. Пред 4,5 години. Така, прекрасно. Злато, имаш ти прашање? Да, моето име е Мила и јас сакам да прашам колку години биле потребни, колку време било потребно за да се изгради овој музеј. Ајде да видиме, години, месеци, колку требаше да се направи нешто? Па требаше години, односно. За прв пат почна музеот да се гради во јуни 2008 година, а е отворен 2011 година, значи околу 3,5 години. Меѓутоа идејата била претходно созреана веќе, нели? И како проект на Министерството за култура на Република Македонија конечно е реализиран овој музеј. Продолжуваме со разгледување на Музеот на македонската борба, почитувани гледачи. Веднашка до мене сега се наоѓа, имам чест да ви ја представам Даниела Митевска, која што е воедно историчар и водич во музеот. Даниела, добре ни дојдовте во Супер Звезда. Добро ве најдов. Како се чувствувате денеска? Одлично се чувствувам денеска, да. Дојдовме да ви разубавиме овде, ви разубававме ли? Доста не го разубавивте денеска музеот со овие прекрасни дечиња. Исто и вие ни го направивте денот незаборавен. Сега сакам да видам
Кој има некој од вас, дечиња, некој прашање да постави за Даниела, да? Ајде, минатиот пат одевме вака, сега ќе го превртиме редот. Повели Злато, кој е твоето прашање? Моето прашање е дали во музеот доаѓаат наши или странци? Прекрасно прашање. Даниела, ќе ни кажете дали овде доаѓаат повеќе наши или странци? Па овде кај нас во музеот главно повеќе доаѓаат наши домашни посетители од различни краишта на Македонија, на различна возрастна категорија, меѓутоа според својата содржина овој наш музеј некако е доста интересен и за странците, кои што исто така ни доаѓаат од различни делови на светот, меѓутоа имаме и такви кои што да речеме по прв пат доаѓаат во Македонија и на некој начин со нивото доаѓање тука кај нас во музеот и за прв пат се запознаваат со нашата култура, традиција и историја. Значи, конечно, како ние кога сега што одиме во странство и ги посетуваме тие музеи тамо, сега добиваме реципроцитет, па странците доаѓаат и го посетуваат овој прекрасен музеј. Убав одговор на прекрасно прашање. Злато, имаш ли ти прашање, некој повели? Моето прашање е дали до сега дошол некој важен гостин во овој музеј? И мене ме интересира тоа. Има ли важни гости некои кои некогаш дошле во музеј? Имаме доста значајни гости кои што се дојдени во музеот, односно имаме дојдени се многу, да речеме, министри, амбасадори, конзули, премиери, председатели на држави, дипломати и други јавни личности. Еве, на пример, музеот ни беше посетен од принцот Мајкал од Кент, лорд Пател од Брантфорд, лорд Нуно Сен Џонс од Барбара Прамер, која што беше председателка на Националниот совет на Австрија, виетнамскиот амбасадор Ле Дук Лун, Метју Нимиц, најбогатиот човек на светот Карлос Слим, Ерван Фуере, министерот за култура на Република Србија Иван Тасовац или пак Малик Обама, братот на председателот на САД Барак Обама, председателот на Република Словенија Барут Пахор или пак лауреатот на Струшките поетски вечери за 2014 година, јужнокоранецот Коун, Жан Тод, поранешен шеф на Ферари, председател на ФИА, актерите Викторија Брил, Бруно Ганс и многу други. Прекрасно. Навистина сум изненадан, ова што го кажавте. Па овој список е премногу долг и станува се поголем и поголем од година на година. Поголем, да речеме во текот на годината имаме отприлика од 30 до некаде 45 делегации кои што ни доаѓаат. Така, за разлика од порано кога немавме многу, денеска со големо задоволство може да кажеме дека имаме место каде што може сите оние наши пријатели, гости кои што ни доаѓаат, па еве дури од странство, да ги донесеме, да може да видат и да научат нешто повеќе за нашата држава. Ајде да видиме, имаме ли уште прашање? Да, повели Злато, кое е твоето прашање? Моето прашање е дали посетителите се задоволни од посетата на овој музеј? Убаво прашање. Се задоволни ли посетителите кои доаѓаат овде? Имате ли книга на впечатоци? Да, нашите посетители се крајно задоволни од она што може да го видат и чуат во музеот, кој што секако е крајно забележи во тие нивни бројни коментари и записи кои што ги оставаат во нашата книга за впечатоци. Например, имаме издвоено што конкретно кажуваат најчесто, да речеме, тргнувајќи од тоа дека ова е прекрасен музеј, особено воодушевени од вослошните фигури, или пак еден од најубавите музеи што некогаш сум ги видел, прекрасен музеј со богата историја на македонскиот народ. Денес научивме многу за минатото Македонија и македонскиот народ, или пак да речеме еден од нашите гости од Сингапур има кажано дека ова е импресивен и многу интересен музеј, дека вослошните фигури изгледаат многу реално, уметничките слики се исто така спектакуларни и благодариме на презентацијата уживавме. Исто така да речеме учениците од училиштето Јахја Кемал има запишано дека ова е реално интересно патување низ историјата на Република Македонија. Научивме многу нови поучни работи што ќе ги помниме долго. Или пак една од гостинките исто така има кажано дека мојата посета со гостите од Дубровник беше воодушевувачка, особено на прекрасните раскажувања на водичот. Влегов и изгледов побогата за својата историја. Еден од гостите исто така вели: целосно сум фасциниран од целокупната историја и убавина на целиот музеј и храброста на сите наши револуционери. Тоа се најчестите коментари, да. Какви убави коментари, дечки, ќе оставиме ли ние денеска наш коментар во книгата за впечатоци? Коментар. Да, би сакале да оставиме. Инаку книгите за впечатоци кога ќе се пополнат, одат на чуење, па се вадат нови? Да, се вадат нови, да. Секогаш до сега имаме подполната, ако добро се сеќавам, 7 книги за впечатоци. Да, и плюс имаме уште една која што се однесува само на делегати или делегации, значи тоа е посебна книга за впечатоци. Да, со VIP гости. Да, со VIP гости. Ајде уште едно прашање, па да направиме една кратка пауза. Злато, имаш прашање? Кој е твоето прашање? Моето прашање е дали работите што ги има во музеот се интересни за децата? Така, значи кажавме дека многу гости, многу VIP гости.
Интересни ли се сите овие работи за дечињата? Да, овој музеј некако по својата содржина исто така е доста интересен и за дечињата, кои што преку таа нивна прошетка низ музејските постапки, навлегувајќи во тој магичен свет, да речам, низ историјата, ќе можат да осознаат за пред се храброста и духот на времето во кој што живееле и твореле тие наши предци, да се запознаат, видат или научат практично како изгледале, како се облекувале, како живееле тие наши предци, како и зашто се бореле, за тоа колку бил долг трновит тој пат до слободата и практично токму тука во музеот овие наши дечиња ќе може да се запознаат со повеќе различни временски или историски периоди, исто така за тоа кои се позначаните дати, настани или личности кои што секако оставиле длабоки траги низ историјата и на некој начин преку тоа нивно запознавање со културно-историското наследство на нашата земја ќе можат и да научат зошто треба да ги чуваме, почитуваме, зошто е тоа важно и зошто пред се заслужуваат да не бидат заборавени. Благодарам за прекрасниот одговор. Ќе направиме, почитувани гледачи, кратка пауза, а потоа ќе се вратиме повторно овдека во разгледување на убавините кои ги нуди овој прекрасен музеј. Пауза. Веднаш до мене, почитувани гледачи, се наоѓа човекот кој што е задолжен за добре дојде на сите оние посетители кои доаѓаат во овој музеј, а тоа е Софија Ангелова Левајковска. Софи, добре ни дојдова, супер звезда. Добро ве најдов. Како сте? Добро сум, фала на прашање, како сте вие? Ние сме супер, секој наше доаѓање овдека е нешто специјално. Јас апсолутно се чувствувам вонсериски во секое доаѓање, а сите овие дечиња кои ги водам овдека, апсолутно имаат еден од најубавите моменти, како спомен од нивното детство. Сега сакам да ве прашам, вие сте задолжени овде за организирање на работата на билетарницата и сувенирницата, така ли? Да, така е. Што е поточно, значи, вашата работа кога ќе дојде еве вака гостина надвор? Па вака, најнапред кога ќе дојдат посетители во музеот, мојата задача е да ги пречекам и да ги упатам кон водичите. Водичите од кога ќе им објаснат пред да го купат билетот, можат слободно да се разгледаат декларацијата за независност на Република Македонија, целава наша сувенирница. Може ли да ми кажете, која е цената на билетот за посета на вашиот музеј? Па вака, за државјани на Република Македонија цената на билетот кошта 100 денари, за странски државјани кошта 300 денари, со тоа што имаме привилегии за пензионери, цената ни кошта 50 денари, за деца од 7 до 27 години исто кошта 50 денари, за странски студенти имаме попусти, билетот кошта 120 денари. Треба да напоменам исто дека за организирани групи исто билетот е на пола цена. Се преполува цената кога доаѓаат организирани групи? Организирани групи, да, училишта, од средна школа, од градинки, меѓутоа поголема возраст, не баш оние. Не најмалечките, напротив, оние дечиња кои што можат веќе и да сватат што е тоа што го гледаат. Софи, сакам да ве прашам, вака доста прашања за вас. Во кои денови работи музеот? Ево, нашите гледачи сега кога ќе имаат можност да видат, убаво е да дознаат кои се деновите кога музеот е отворен за работа. Па вака, нашиот музеј работи секој работен ден, освен првиот понеделник во месецот. Ние сме отворени од 10 до 18 часот. И исто така неработни денови ни се за верски празници, за државни празници. Значи, кога се верските државните празници, како и другите институции, и музеот не работи и секој прв понеделник во месецот, како што кажавте. Сите останати денови работите? Сите денови останати работиме од 10 до 18 часот. Напорно ли ви е? Па не е напорно. Не е напорно, значи со љубов го правите се. Да, со љубов. За картите кажавме. Сега да кажеме за сувенирите, има многу работи. Еве, токму овдека се наоѓаме сега меѓу сите овие прекрасни убави сувенири. Што се може да се најде овдека во сувенирницата? Во нашата сувенирница има доста многу работи. Најнапред да кажам дека имаме монографија на музеот. Во оваа монографија ни е прикажена целата поставка внатре. Исто така имаме доста привезочиња, сувенири, слики, статуетки, работи кои што предпоставувам секој би посакал да ги има. Да. Дел од нив се поврзани со музеот, но се поврзани со музеот, дел од нив не се поврзани со музеот, а се доста битни за нашата држава. За нашата држава, точно. Јас ви благодарам за овој прекрасен разговор, ти благодарам уште еднаш Софи и сега одам да ги најдам супер звездите, да видиме какви се тајни вие криете овдека. Ми беше задоволство и чест, благодарам ви. И исто и на мене. Ви благодарам многу.
Здраво, јас сум Сара и моето прашање е колку луѓе го смислува овој музеј? Ајде да ни каже сега колку луѓе го обмислува овој музеј и кој е архитектот, например, на овој музеј? Значи, овакви комплексни дела, како еден ваков музеј, не може да биде само идеја на еден човек. Тука учествувале екипи на професионалци, значи разни стручни тимови, од професори, историчари, музеолози, архитекти, уметници и тоа се повеќе групи. Например, автори на внатре на историската поставка Виолета Ачковска, Никола Жежов, веќе покојните Даринка Петреска и Зоран Тодоровски. Архитектот на музеот е Зоран Петров. Автор на внатрешниот интериер е Валентин Светозарев. А внатре во музејската поставка сета тоа разгледување проследено со прекрасна музика, чиј автор е Маријан Нечак. Наистина морам да кажам дека е создадено едно ремек дело, дечки, еден голем аплауз, значи, за музеот на македонската борба. Навистина се тоа што може да го видиме како финален резултат воодушевува. Ајде сега одиме понатаму со следното прашање. Повели Злато, кое е твоето прашање? Здраво, јас сум Арна и моето прашање е што се има во овој музеј? Благодарам, Арна. Ајде да ни каже што се има во овој музеј. Значи, еве самото видовте и вие, кога при самото влегување во музеот, го разгледавте овој прекрасен хол. Значи, до холот и сувенирницата, ки имате прилика и подоцна да ја видите. Веднаш по влегувањето, сигурно го приметувате овој прекрасен витраж, кој што е направен од преку 14.000 стакленца, кој што символизира едно бесконечно македонско ора. Тој еден венец со избрани мотиви од македонскиот фолклор. Во средината го гледате символот на сонцето, како символ на бесконечноста. Боите употребени во овој витраж го одразуваат македонското фолклорно и национално наследство. Тука ги приметите, например, жолтата боја. Жолтата боја символизира топлината на сонцето. Црвената боја енергија и борбата на македонскиот народ. Сината ја символизира духовноста. Зелената боја е символ на природата. А белата боја ја символизира белината на памучните платна, чистотата. Во музеот исто така може да се видат восочни фигури, уметнички слики, различни експонати, оригинални документи, оружја, печати. Например, оружја кои што биле користени од ајдутите, комитите, партизаните. И сетото е представено во 13 оделенија, каде што со едно хронолошко патување низ времето ја следи борбата на македонскиот народ за својата слобода на татковината. Благодарам. Леле, колку работи ќе имаме денеска да си изнагледаме. Подготвени сте? Да. Ајде пред да тргнеме со разгледување на музеот да поставиме уште некое прашање, па потоа одиме да видиме што се има таму. Злато, имаш ли ти некое прашање? Повели. Здраво, јас сум Теодора и моето прашање е колку е голем овој музеј? Убаво прашање, Ана. Нас вака од надвор кога видовме многу голем ни се стори. Навистина ли е тоа така? Во право сте. Овој музеј има и конференцијска сала, има и поставка, значи го сочинуваат и прекрасната тераса покрај кеот на реката Вардар. Во позадина можете да го видите и бифето, сувенирницата. Значи горе на спратот се и канцелариите за администрацијата. Меѓутоа, вкупната површина на овој музеј изнесува 5636 метри квадратни. Као неколку фудбалски игралишта. Па некако така. Значи, навистина е многу голем. Подгответе се, денеска имаме многу за пешачење и многу за разгледување. Ајде, остана уште едно моје другарче кој нема поставено прашање. Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Кале и моето прашање е колку време е потребно да се прошета во овој музеј? Прекрасно прашање. Да видиме, ќе успееме ли на брзински да го прошетаме или ќе ни треба некоја известно време? Можете и на брзински, меѓутоа мојот предлог е, значи, убаво со раскажување да го разгледаме и таа прошетка трае околу 1 час. Но наскоро ги очекувам и аудиоводичите, односно со слушалки, каде што посетителите сами ќе можат да си ја разгледаат поставката, историската поставка, се што сакаат убаво да видат. Така, благодарам. Доколку сме подготвени, дечки, одиме понатаму? Да. Ајде да видиме што све се случува овде во музеот на македонската борба, а вие, почитувани гледачи, доаѓајте со нас.
За целата оваа бајка работат многу луѓе во позадина, но дефинитивно најголемиот дел од теретот го носи директорот. Имам чест, почитувани гледачи, да ви го представам господинот Бранислав Светозаревиќ. Добро ни дојдовте во Суперзвезда. Добре најдов, благодарам што еве уште еднаш не посетивте и навистина ова ни представува особена чест што сте тука со нас и да се дружиме. Како сте директор? Одлично, благодарам. Како ви одат работите во музеот? Уште подобро. Навистина сте направиле ремек дело, денеска овој наш ден ни го претворивте во уживање, така да уште од почетокот сакам да ви заблагодарам за тоа што не примивте да бидеме ваши гости. Мило ми е. Ајде да видиме, дечки, имате ли прашања сега? Би го прашале ли директорот нешто? Ајде да видиме, Злато, повели, кој е твоето прашање? Добар ден, јас сум Сари. Моето прашање е колку време сте вие директор на овој прекрасен музеј? Ајде да ни одговорите. Сара, јас сум директор уште од 2010 година, значи една година речиси пред да се отвори музеот, кога требаше уште во градба да се организира како институција, да се организира внатрешното уредување, поставката низ која поминавте, бев дел од тој тим, а потоа се фокусирав на самото работење и формирањето на екипата со која еве денес работевте и вие и имавте можност да се запознаете. Значи, вие си го познавате музеот како своје чело, нели, како мало бебе. Па така некако, бидејќи навистина директорот треба да ги знае сите работи во музеот, сите и убави нешто, но најмногу треба да ги познава проблемите за да ги решава. Прекрасно. Ајде да видиме кој ќе го постави второто прашање. Повели, Злато. Јас сум Мила и моето прашање е колку вработени има во овој убав музеј? Така, работат ли многу луѓе, како што веќе кажав и во оваа најава? Па иако установата изгледа многу голема, сепак во неа работаат 36 луѓе, 6 се во Порта Македонија, а 30 во објектот на самиот музеј. Па што и не е премногу, значи со добра организација вие ја правите цело оваа. Апсолутно. Сите вработени на кои многу сум горд, работаат и посебно своја работа која имаат со решение, но и сите се тимски играчи и секогаш кога треба едни на други да помагаме, тука сме сите за да задачите се извршат онака како што треба. Бара ли голема жртва за сето ова да изгледа вака, баш ремек дело и како што е? Да, тоа е одлично прашање. Навистина, за да изгледа вака и за да изгледа вака величенствено, да изгледа достоинствено, да изгледа чисто, за тоа стои екипа на вредни луѓе кои работаат секојдневно. Многу ни е драго што сме тука, денеска токму тука и токму меѓу нив. Ајде да видиме. Следно прашање ќе постави некој. Повели, Злато, стани само да те видат убаво гледачите. Кажи ми, кој е твоето прашање? Јас сум Кала и моето прашање е што работи директорот? Убаво прашање. Ајде, господин Бранислав, да ни кажете сега што е вашата работа. Навистина не е лесно да се објасни тоа, но генерално, значи, директорот ја организира целокупната работа на установата. Тој мора да ги знае сите проблеми и сите сегменти. Затоа директорот се договара со вработените, често пати се консултира, но исто така директорот и бара работните задачи да се извршуваат на време и онака како што треба. Така што оваа работа навистина е многу одговорна и во исто време во неа има измешани чувства, има и задоволство, има и одговорност, но има и многу вложени часови на работа. Така, господин Бранислав, јас сум ја видел овде и рано наутро и доцна на вечер. Имате ли вие работно време? Па, дефинирано е работното време, меѓутоа спецификата на музеот е таква што ние имаме настани од наутро, може да биде рано до доцна навечер, затоа што нашиот музеј, освен оваа основна поставка, има многу настани. Така, например, минатата година во музеот се организирани 217 настани. Во текот на цела година? Цела година, а тоа значи дека треба многу ангажмани и навечер,
па и во саботи, и во недели, па некогаш дури и во празници, затоа што музеот на некој начин представува гостинска соба на државата, каде што ете имаме едно големо задоволство да пречекуваме многу важни и познати личности од целиот свет. Тука биле многу председатели, министри, принцеви, шеици, познати актери холивудски, пејачи, бизнисмени и така натаму. И тоа сето го прави нашата работа да биде многу интересна. Прекрасно. Продолжуваме, ајде да видиме уште некој прашање. Ќе постави некој од вас, повели Злато. Еве, стани да те видат гледачите. Кој е твоето Беше ли прашање? тешко да се направи ваков прекрасен музеј? Колку убаво прашање. Директоре, тешко ли беше да се направи музејот? Имаше ли многу работи кои што треба да се стокмат, се работеше ли долго време? Па морам да признам дека беше многу тешко. Не е воопшто лесно да се пред се изгради, да се осмисли, но верувајте дека зад сето ова стои многобројна екипа на универзитетски професори, историчари кои ја осмислија оваа работа. Потоа тука се музеолозите, архитектите, од различен вид на музејски работници. Значи, навистина една огромна екипа работеше на сите детали за да биде музеот ваков каков што е. Благодарам. Ајде уште едно прашање да поставиме. Еве Злато, имаш ли ти кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Теодора и моето прашање е на кој начин се промовира музеот? Убаво прашање, значи, за да не знаат да бидеме познати во земјата па и надвор. Правите ли нешто за промоција на музеот? Секако. Најпрвин, најголема промоција на музеот е самата работа. Ако сме успешни во работењето, тоа е и најголемата наша реклама. Но тоа не е доволно, ние работиме на многу полиња, а самата работа ни донесе за овие 4 години, 4 до 4,5 години и две многу значајни меѓународни награди, од кои можеме да се пофалиме, а тоа се наградата, специјална награда за посебни остварувања во презентацијата на ниво на Европската музејска академија во Бурса 2012 година и втората многу значајна голема награда е Форумот на словенски култури минатата година во 2015 година ни даде специјална награда за необични презентации. Значи ние успеавме со презентациите кои ги имаме во соработка со нашите средни училишта, факултети и така натаму, да представиме нешто како новитет за во рамките на овие 14 држави и тоа тие го препознаа. Но за нашата промоција се грижи посебна екипа која го храни, така да наречам, Facebook страницата, потоа веб страницата, потоа со многу пресови, со многу настани, соработка со универзитети во Македонија и во странство и соработка со многу музеи, како и музеолошки конференции на кои ние учествуваме секаде каде што ќе не повикаат и успеваме да го презентираме на најдобар начин. Например, за музеот се учи и на музеолошките студии во Лејчестер, во Велика Британија, на Санкт Петербуршкиот универзитет. Сме имале своји предавања и настапи во Белград, во Загреб, на Приморскиот универзитет во Пиран во Словенија и така натаму. Значи далеку е допрен гласот. Па да, навистина Македонија може да биде горда со овој музеј. Ви благодариме за овој прекрасен разговор. Јас предлагам овде да направиме една пауза, да одмориме малку ние, да одморат и нашите гледачи, а подоцна се враќаме повторно во разговор со вас. Пауза. Во музеот на македонската борба имав специјална чест да го запознавам Томи Панов, млади надежен историчар. Томи, добре дојде. Драго ми е, добро дојдовте и вие во музеот на македонската борба за државност и самостојност.
на кој јас сум тука вработен како музејски водич. Наку нашата цел како музејски водичи е да ве пречекаме вас како гости, кои сакате да го посетите музеот, да ви објасниме нашиот музеј што представува, че представува историјата на македонскиот народ од тие први ајдутски движења, па се завршуваме до 8 септември 1991 година, кога Македонија прераснува во една независна држава. Томи, по колку пати во текот на денот минувате низ музеот? Во просек можеби по 2 до 3 пати на ден. Водите групи, така. Колку во просек трае едно разгледување вака со Просек група? презентацијата трае 1 час. Се зависност од групата, некогаш можеме да излеземе во пресрет на посетителите, тоа да биде малку пократко или ако се позаинтересирани тоа да се одолжи. Сара има едно прашање. Саричка, кој е злато твоето прашање? Јас сакав да прашам како се разбирате со посетители од други држави. Ова е убаво прашање. Доаѓаат ли прво од други држави? Да, посетители имаме нормално од Македонија, од Балканот, али и од целиот свет, дури од најоддалечните земји. Ние се разбираме како на македонски, така и на англиски јазик, инаку за да излеземе во пресрет на посетителите и да привлечеме повеќе посетители, го користиме и англискиот јазик за комуникација. Се враќаме повторно во разговор со Даниела Митевска, која е историчар и водич одека во овој прекрасен, еден од најубавите музеи во нашата држава. Ајде сега, Дани, имаме уште многу прашања за вас. Подготвени ли сте? Подготвена. Да видиме, вие дечки подготвени сте? Вие сите прашавте? Ајде да видиме сега, продолжуваме до овдека. Може, Злато, имаш прашање? Моето е прашање дали во овој музеј доаѓаат деца организирани во групи? Убаво прашање. Значи, доаѓаат ли дечињата во организирани групи кај вас? Да, покрај индивидуално секако доаѓаат и организирано, значи главно преку своите градинки, основните или средните училишта од цела Македонија. Често пати овие дечиња кои што веќе поминале нели за таа прошетка во музеот вака организирано преку училиштата, потоа знаат повторно да ни дојдат во музеот, сега носејќи ги на некој начин баба, дедо, мама или тато, за да и тие видат што тие виделе и научеле кај нас во музеот. Благодарам. Ајде да видиме понатаму, кој има следно прашање? Ти, Злато, повели кој е твоето прашање? Дали има активности кои се организираат за децата кои доаѓаат во овој музеј? Супер. Децата само разгледуваат или има и некои други активности кои се наменети токму за нив? Па, нашиот музеј има повеќе активности кои се однесуваат на дечињата, почнувајќи од една директна соработка со училиштата, со една можност за одржување на некој историски час наместо да речеме во училиштата, токму кај нас во поставките, во зависност нели од тоа која тема тие конкретно обработуваат во училиштата, дали да речеме станува збор за едутското движење или инденското движење, или инденското востание, извинете. Меѓутоа, исто така имаме и една конкретна соработка со Средното музичко училиште Илија Николовски Луј, конкретно со фолклорната група Македонија заради на некој начин збогатување на нашите поставки, каде што тие ученици облечени во автентична народна носија пеат повеќе народни песни кои се однесуваат на некои значајни настани или пак некои позначени личности кои што се представени токму тука во поставките. Меѓутоа, исто така имаме и соработка со повеќе, да речеме, меѓународни организации или здруженија или пак здруженијата за деца со посебни потреби. Например, во тој контекст нашиот музеј има изработено и каталог на Браево писмо, кое што секако покрај дечињата може да го користат и возрастните слепи лица и лицата со оштетен вид. Меѓутоа, тука треба да се напомене пред се проектот Музеот пријател на децата. Ова е еден проект кој што функционира или пак е организиран како работилница, каде што токму дечињата кои што ни доаѓаат преку, да речеме, историската, ликовната, литературната или пак драмската секција, после нивната прошетка низ музејските поставки, значи импресионирани од она што го виделе во самата поставка, ќе можат и креативно да се изразат преку цртање на различни цртежи, пишување на песни или есеи. Но овој наш проект Музеот пријател на децата, покрај тоа што би рекле има главно едукативен и креативен карактер, секако има за цел на некој начин и да им помага на дечињата да сакаат да го посетуваат музеот, бидејќи токму тука ќе добијат одговор на многу своји прашања и ќе научат пред се за своето културно-историско наследство, бидејќи токму децата се тие кои што се нели нашата иднина и токму ако го знаеме нашето минато, ние ќе можеме правилно и да градиме нашата иднина. Така е. Навистина, почитувани гледачи,
Музеот работи под полна пареа, таков впечаток барем имам јас, бидејќи еве веќе 2-3 пати доаѓам овде и ве покануваме сите вие кои сте заинтересирани и кои сакате, истото тоа да го констатирате со доаѓање на лице место. Имаме ли уште некој прашање? Ајде Злато, уште едно прашање, па да направиме одјава. Повели Злато. Прашање дали има еден или повеќе вакви музеи? Убаво прашање. Дали ова е единствен или има повеќе вакви музеи во Македонија? Па на некој начин нашиот музеј е единствен по својата содржина и тие временски периоди кои што хронолошки поврзани во една целина ни се представени низ 13 оделенија во музеот, кои што секако се пропратени со бројни восочни фигури на позначаните историски личности и бројни уметнички платна, меѓутоа секако овој наш музеј не е единствен во нашата држава кој што се бави со таа тематика, односно представа на македонската историја. Благодарам, Даниела, што бевте дел од ова наше денешно дружење. Ви благодарам што бевте гостин во Супер Звезда. Денеска, почитувани гледачи, успеавме да ви пренесеме само дел од оние прекрасни работи кои ги нуди Музеот на македонската борба. Ние ќе бидеме повторно гости овде во една од наредните емисии, така да очекувате неповторно да се вратиме и да ви ги откриеме тајните кои денеска немавме можност да ви ги презентираме. Дечки, како поминавте ви? Супер. Се враќаме ли повторно? Да. Што да им кажеме сега нашите драги гледачи, да бидат живи, здрави, весели, среќни, да ги слушаат мама и тато, да дојдат во музеот, а ние, почитувани гледачи, се гледаме повторно за 7 дена од сега. А до тогаш, бидете насмејани, позитивни, ве сакаме и ве гушкаме. Чао од мене, чао од целата екипа на Супер Звезда, чао од Музеот на македонската борба.